Германската амбасадорка во Македонија, Кристине Алтхаузер, одговарајќи на прашање дали е можен прием на Македонија во НАТО под привремената референца, изјави дека тоа е работа што треба да ја решат Скопје и Атина, а Германија во овој случај е само наблюдувач. Секако дека е значајно тоа што министерот Димитров на една од првите своји средби отиде токму во Атина. Ова прашање не би сакала воопшто да го коментирам бидејќи тоа е работа на двете држави. Тука Германија е само наблюдувач, порача амбасадорката. Најмалку 7 лица загинале, а 59 се повредени во експлозија која се случи пред влезот на градинка во Кина. Експлозијата се случила во попладневните часови по локално време, додека родителите ги чекале своите деца. Во тек е истрагата за причините за оваа експлозија. Рускиот претседател Владимир Путин денеска порача дека поранешниот директор на FBI, Джеймс Коми, е во слична ситуација како онаа на поранешниот соработник на NSA, Едвард Сноуден. Според Путин, Коми, кој е под закана од прогон, е само заштитник на човековите права и доколку Доналд Трамп реши да го гони, Русија е подготвена да му понуди азил.